Го трасиравме патот на пријателството, добрососедството и соработката меѓу нашите две земји. Наместо пријателство и добрососедство, непријателство и нетрпеливост меѓу македонците и бугарите. Потписот на овој договор за Македонија отвори проблеми кои претходно ги немаше. Поради потписите на Заев и Борисов наместо ветената европска светла иднина, добивме европски блокади и секојдневни бугарски навреди, непризнавање на македонскиот јазик и идентитет, секојдневни обиди за присвојување на македонската историја, повредени чувства на сите македонци. Заев, почитувани, колкото да се вртиш, Македонија е българска. Најновата од серијата провокации од Бугарија доаѓа со отворањето на бугарските културни клубови, именувани по соработници на фашистичкиот режим. Еден од нив беше и оној именуван по Ванчо Михајлов, докажан соработник на нацистите и нарачател на убиства на бројни македонски деци за слобода на земјата. На неговото отворање присуствуваше ни помалку ни повеќе тогашниот бугарски премиер Кирил Петков. Понижувањето и навредувањето на се што е македонско стана секојдневие за бугарските политички чиновници, но сепак не беше доволно за пожестока реакција на македонските власти, па дури со францускиот предлог беше прифатено сите бугарски барања да бидат дел од преговарачката рамка на Македонија со Европската унија и покри се прифатено еден од најсвежите примери на бугарските провокации е и потпишувањето на протоколот во Софија, кој е дел од предлогот на Макрон, тогаш Теодора Генчовска од позиција шеф на бугарската дипломатија, јасно не стави до знаење дека тие не го признаваат македонскиот јазик. България направи отстъпление по отношение на позицията си за официалния език на Република Северна Македония. Изцяло се съобразяваме с решението на Народното събрание. Както знаете, в двустранните си отношения с Република Северна Македония, България не признава техния официален език. Бугарските политичари не се срамеа да ги истакнуваат и своите територијални претензии кон Македонија. Европратеникот Ангел Джамбаски ни кажа дека македонскиот бисер Охрид бил бугарски град. Колкото по-истерично мразите Софија, толкова по-български остава Охрид. Колкото по-силно крещите вашите лъжи, толкова по-бърз и по-ужасен ще бъде вашият край. Заев, почитувани, колкото да се въртиш, Македонија е българска. И колкото и да се въртиш, Албанија все ще ти е от запад. Со партијецот на Джамбаски, екс-лидерот на ВМРО БНД Красимир Каракачанов беше еден од оние кои најчесто не порачуваа дека сме биле едно со бугарите, дека не постојат македонци, не постои македонски јазик, а често знаеше да се претвори во професор по историја. Некој нормален човек кој што прочитал повеќе од 5 страници историја поврзана со Македонија, знае дека таква идентичност одделна македонска, одделна од бугарската нема пред 44-та година. Но не провоцираа само политичарите, малку чудно на провокации со политичка реторика ни дојде од представници на бугарскиот спорт. Мене лично ми е странно как може да освиркваш химна на... Мене ми е чудно како може да изсвиркуваш химната на бабата и дедоти. Северна Македонија. Кои се тие Северна Македонија? Која станаха држава? Провокација се испраќа и при делење на бугарски книги, потенцирајќи дека биле книги на бугарските браќа Миладиновци. Всички книги ще бъдат разпределени до 920 души. 920 книги български народни песни на браќа Миладинови. Дека Македонија е бугарска ни порача и обичните бугарски граѓани. И преди, и сега, Македонија е бугарска! И преди, и сега, Македонија е бугарска! Бугарските провокации кон македонскиот народ за жал веќе не се вест, туку обично секојдневие кој ги навредува чувствата на сите македонци. Проблематично е што за сите овие навреди глуви се властите во Скопје.